колеги пратеници, колеги од Социјалдемократскиот сојуз. За жал денес не е министерот, сакав да го видам заменичката министерка. Вие се соочувате со крах во економијата, посебно во делот на политиките кои треба да значат живот за сите граѓани на Република Македонија. Да не беше ова трагично, навистина ќе беше комично. Познавањето на вашиот министер за финансии во делот на креирањето на економските политики, посебно во делот на буџетот, се равни на нула. И кога сакате да кажете дека вие ќе направите и правите на реална основа, на која реална основа сега вие го темелите економскиот раст од 2,2%? На основата што досега е направена во делот на водењето на економските политики. Дали не се реално странските директни инвестиции од 2 милиарди и 600 милиони евра? Мора да се реално, затоа што врз основа на тие странски инвестиции се вработени 160.000 вработени, врз основа на тоа имаме раст на потрошувачката и намалување на стапката на невработеност, која вие ја прикажувате во вашиот извештај, дека е намалена и дека е под 23%. Врз основа на таа зголемена потрошувачка, сега во овој изминат период на политички турбуленции се закрепи економијата. Благодарение на извозот, кој со зголемена додадена вредност, благодарение на работа на тие странски директни инвестиции, односно на тие вработени и фабриките, можеме да го креираме, односно одвај го креирате економскиот раст 2,2%. Да е некој друг ке се страми? Ке се страми зашто од планиран 3 го намалува на 2,2%, а во време на експозе ни кажува дека новата влада до крајот на годината ќе има 5 до 6% економски раст. Како ќе го остварите тој економски раст? Нити во експозето видовме, нити тука министерот, нити вие кажувате. А сепак на реални основи, на ваквите реални основи што е сработено во Република Македонија, сега можете да кажете дека и тој раст од 2,2% ќе ја завршите годината. Нити децата, нити граѓаните се деца мали не знаат, нити експертите што следат, нити ние како пратеници тука. Немојте на нешто што е сработено, нешто што е ставено како добар проект, односно она што значи темел во економијата во Република Македонија, вие да го подценувате. Ако немате што да кажете, не морате нити да се јавувате за збор или за реплика. Ке помине овој ребаланс, па ќе ве видиме што ќе правите при креирањето на буџетот. Друго, многу важно. Вие кажувате зошто го правите ребалансот. Знаете зошто го правите ребалансот? Јас ќе ви кажам. За 3 ваши предизборни ветувања, кои не знаете како, во тесно сте веќе сега, притисокот е многу голем, за да можете да ги испорачате на граѓаните, знаете што правите? Правите кратења, да слушнат граѓаните. Правите кратења од важни позиции кои всушност значат раст на градежништвото, кој е главна компонента на тој економски раст. Правите кратења во изградба и и опремување на казнено-поправни домови, развој на туризмот, економскија промоција, технолошко-индустријски развојни зони. Значи се што е како технолошко-индустријска развојна зона, каде што странските директни инвестиции треба да имат услови за да можат да инвестираат, правите кратење од 45 милиони денари. Кратења во животна средина, во канализациони мрежи и одводни канали, 49 милиони денари. Правите кратења на 6 милиони 375 милиони денари во канализација и водовод за општините. 100 милиони денари за финансиска поддршка за рурален развој. Ова се кратењата. Граѓаните мора да слушнат каде кратите за 3 ваши предизборни ветувања. 13 милиони помалку за центрите за социјална работа.
за изградба и опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови. Па негде околу 80% сите центри се изградени и реконструирани досега, меѓутоа за остатокот што треба да се заврши 28.352.000. Центарот за социјална работа, знаете, во Битола дека е целосно реконструиран. Во Министерството за образование и наука правите најголемо кратење од 1 милиарда денари. Проекти во основното и средното образование и многу важно. Зошто не дадовте одговор, нити вие, меѓутоа барав од министерот, зошто кратите во сите универзитети низ Република Македонија? Зошто кратите? Во Универзитетот Свети Кирил и Методи 44 милиони. Колешке, можете да станете, да реплицирате и земите говор. Се губи концентрација кога сте на говорницата, немате станато се уште и затоа ви давам совет. 10 милиони на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. 21 милион на Универзитетот Гоце Делчев Штип. За изградба на Финки 75 милиони. Опремување на лаборатории, кажав, 70 лаборатории се целосно опремени. И делот што требаше да заврши, вие го кратите. За изградба на основни училишта 25 милиони денари. Реконструкцијата 8 милиони денари, средните училишта 15 милиони денари, 7 милиони за реконструкција на средни училишта. Училишни спортски сали 11 милиони денари. Во Министерството што е многу битно, правите секаде кратења, меѓутоа и во делот на културата. Еве зошто 81 милион помалку за античкиот театар скупи? Зошто проекти што имат национално значење за Република Македонија? Тоа е за да можете тие 3 предизборни ветувања да ги испорачате до крајот на годината. Тоа не е нити познавање на финансиите, нити водење правилно на политиката. Вие го наследивте и сега требаше само во делот на неколку да направите стапки алокација. Меѓутоа, да се вадите дека вие сте наследиле долг. Вие досега, а до крајот на годината досега имате 73 милиони евра, до крајот ќе имате 148 милиони евра долг, а наследивте, односно ви оставивме 220 милиони од евро од обврзницата за да покриете се за 2017 година. Не ми одговори вчера министерот на поставеното прашање. Јас тоа не го барам лично за мене, тоа треба да го слушнат граѓаните. Ние нова комисија денови и денови за секое камче пари или потрошени, за секој дел сме разговарале тука. И многу важно, значи, вие не сакате да се поместите од тоа дека сте на власт. Значи, од 15 жили ги направите сите сценарија. Шо велат старите, душата на јаволот ја продадовте и дојдовте на власт. Сега нема што повеќе по нас да викате. Ние сме тука опозиција само да му кажеме на граѓаните како знаете вие да водите, како буџет да креирате, во кои ставки всушност ќе издвоите за да дадете за 3 предизборни ветувања, од што сте притиснати, ништо друго. Тоа не е креирање на буџет. Не знам дали ќе можете ова да ми го одговорите, меѓутоа вчера го поставив до министерот, не успеа или не знаеше, или се... А може сте вие поголем стручњак од министерот, нема проблем. Еве викате да, јас не знам дека кај вас и електроинженерите од министерот се поголеми стручњаци, ама еве да видиме, може така е во СДС, не знам. Значи, зошто дефицитот е на 2,9%, во апсолутен износ исто 302 милиони, ако БДП се намалува од 3 на 2,2%. Значи, одговорете ми кој е номиналниот износ. Тоа вчера не ми го одговори министерот. Понатаму, зошто ги кратите ставките за зголемување на пензиите и социјалните придонеси? Тоа си одеше и течеше како процес. Зошто во овој дел пензионерите да знаат дека со доаѓањето на новата власт нема повеќе покачувања? Нема покачувања, колеги, мислам тоа треба да го знаат граѓаните. И многу важно на крајот,
каде се врши зголемување, мора да се каже, секаде каде што се е ставката плати. Значи, тоа се плати за нови вработувања. Тоа се некаде повеќе од, ако не сите агенции и комисии, ако сакате ќе ви ги прочитам, Агенција за разузнавање, за заштита на конкуренција, Државна комисија по жалби по јавни напавки, регулаторна комисија, во администрација, во влада на Република Македонија, се тоа удомување на партиски кадри. Ние тоа го видовме за Спасе кога, значи директно од член на извршниот одбор дојде на место директор. Значи тоа е удомување на партиски кадри. Значи граѓаните, точно колешки изборите доаѓаат, треба на некаков начин да се одолжат, меѓутоа да кратите вие од пензии и социјални придонеси за да удомите партиски кадри, тоа не е водење финансиска политика на државата. Тоа не е. Буџетот е на сите граѓани на Република Македонија. И на крајот, поднесовме 706 амандмани. Досега бевме прозивани, ама еден од еден сите колеги пратеници, зошто немаме амандман, зошто во своите општини уште тоа не сме го донаправиле, зошто нема Социјалдемократскиот сојуз ни еден амандман, зошто колега Ковачевски немате ни еден амандман за Битола, зошто колега Ковачевски немате амандман за десулфуризација на рек Битола, барем еден амандман. Еве, многу време сте застапник за здрава животна средина. Ние кажавме дека процесот е со делот од филтри, реконструирање на котли, значи делот по дел го работиме тој проект. Еве, вие додадете сега пари, ние ќе го поддржиме и ќе ја завршиме таа постапка. Каде се парите за Битолскиот универзитет? Сега имавте на комисија каде што викавте дека вие барате секогаш повеќе, сега вие го кратите. Треба да сте првиот поборник што ќе кажете стриктно, јас не се согласувам, зашто досега наназад од ова говорница секогаш барав пари за Битола, барав за Битолскиот универзитет. Сега не се согласувам да ми чепкате во Битола во универзитетот. Ете, тогаш ќе бидете пратеник без лицемер, односно пратеник од Битола. Каде се парите за новиот клинички центар во Битола? Баравте нов клинички центар. Таму заврши реконструкцијата на болницата целосно и јас сум среќна ако не ги скратите за внатрешното опремување, затоа што тоа е втората фаза. Тогаш овде реплициравме цело време. Колега, ние работиме на целосна реконструкција, затоа не може да се гради нов клинички центар и затоа се издвоени парични средства за да се завршат двете фази. Едната енергетска фасада со дограма е што е целосно завршена и втората фаза на издвоени парични средства за внатрешна реконструкција. Вие тука не престанувавте дека е потребен нов клинички центар. Ајде да видиме, направете го. Каде се парите за нов старски дом, за детска градинка во Битола? Ако во Битола има нов старски дом, во регионот најдобар, меѓутоа вие, за да можете тука да правите да некако голем душегрижник за битолчани, баравте уште еден старски дом. Еден старски дом кој е пример во регионот, по европски стандард го има општина Битола. Тоа го знаат битолчани и добро е да има уште еден, ама ние сме направиле нешто. Не да критикувате дека штом вие сте во опозиција барате уште за еден. И сега одвоени се парични средства во буџетот тука, кога го носевме 1 милион евра за офицерски дом Битола. Дали ќе ги скратите, да кажете на граѓаните, или и офицерски дом, што веќе бевме прозивани, цело време сакате да го кажете, одвоените парични средства ќе му ги земите на граѓаните. Многу е лесно да сте во опозиција и да плукате. Многу е тешко да сте во опозиција да го распределувате буџетот на сите општини во Република Македонија. Благодарам.